Добро вечер. Вторник, 22 часот и 30 минути, време за вонредна политичка анализа. За вас кои сте мембар и мембар се користите опцијата Membership на YouTube каналот Васко Евтов. Минатиот вторник, дел од вас кои сте мембари на емисијата во Центар, побаравте од мене да има политичка анализа не за домашни политички случувања, туку за најавата за Трета светска војна. Или опасноста од избивање на Трета светска војна поради конфликтот на Израел и Иран. Денес се случат одредени разврски, одредено замешателство вчера на Соединетите Американски држави, дали ќе има мир, дали нема да има мир, ќе знаеме во наредните неколку дена. Но може да има привремен мир. Тие држави војуваат со децении, тоа е еден класичен конфликт на одредени две регионални сили со тенденција едната и втората да се издигнат да бидат нешто повеќе од регионални сили, дел се на некои империални процеси, империални множества и така натаму и така натаму. Иран како наследник на Персија, Израел како наследник на Палестина, на Јудеја и така натаму и така натаму. Со замешателство на Соединетите Американски држави, еден регионален конфликт ги имаше сите потенцијали да се претвори во нова верска светска војна. Значи не конвенционална, не воена, не вооружана, не со одредени ракети или не знам со нуклеарно оружје, туку верска војна, нешто што е најстрашно. Значи светот секогаш најтешко поминувал кога има одредени трети или втори или први светски војни. Дали се тоа светски војни за Ерусалим, дали се тоа светски војни, односно регионални војни на Блискиот Исток, најчесто на Блискиот Исток. Дали се тоа некои верски конфликти на територијата на Европа кои траат 30, 40, 50, па дури и 100 години, тие секогаш најмногу го исцрпуваат општеството, најмногу ги исцрпуваат државите. Зошто сметам дека ние треба секогаш првенствено да третираме актуелни домашни теми, бидејќи тоа ни зависи живеачката. Нас навистина ни зависи цената на нафтата, цената на одредени енергенси, па тие да се одредени влезни елементи во цената на другите производи поради војната помеѓу Израел и помеѓу Иран. Меѓутоа тоа се светски процеси на кои ние како мала држава немаме некоја големо влијание. Например, вчера имаше информација во домашните медиуми, во еден дел на домашните медиуми, дека е покрената кривична постапка или кривична пријава против чинот на обезбедувањето на македонскиот премиер Христо Мицкоски со потекло од Велес. Видите, тоа е сериозна порака. Тоа е сериозна порака дека некои процеси, тоа што ви го анализирав минатиот вторник, дека некои процеси кои се случуваат кај што се замешано обвинителството, одредени истражни органи, полициски структури и така натаму, дека тие процеси се спроведуваат без контрола на македонскиот премиер. Меѓутоа, бидејќи вие барате да има одредена анализа на војната Иран-Израел, тогаш вечерва ќе направиме одредена анализа на војната Иран-Израел. Всушност, тоа не е некоја всташтина од времето на Јосип Броз Тито, кога ние како лидери на движењето на неврзаните, всушност решававме светски проблеми. Решавајќи ги светските проблеми, заборавивме да ги решиме домашните проблеми и на крајот СФР Југославија се распадна поради домашни, а не поради светски проблеми. Дали имаше опасност од Трета светска војна? Апсолутно не. Бидејќи денес на никој во светот не му одговара да има Трета светска војна. Има одговара да има регионални конфликти, да има конфликти од типот Русија, Украина, одредени конфликти од типот Израел и Иран, но никој во наводници не е доволно луд да направи Трета светска војна. Тоа е скапа работа. Бидејќи овие луѓе кои доаѓаат на власт или кои се на власт во овие проблематични држави, тие доаѓаат за да ја уживаат власта, а не да ја делат или да ја губат власта, бидејќи знаете после било која војна на крајот ќе има одредено примирие, тие кои се поразени може да изгубат власта. Така што или овој во Израел, Нетањаху, или ајатоласите во Иран, некој од нив ќе изгуби власта. На крајот ќе мора да направат некаков договор или некакво спогодување за и двете структури да останат на власт. Всушност, сега е второто продолжение на арапската пролет. Ако во првото продолжение 2012-2013 година во арапската пролет паѓа одредени баас режими, одредени арапски режими, одредени, ајде да речеме, суни режими на Блискиот Исток, изминатите 1 или 2 години почна да паѓаат одредени шиитски или алавитски режими на Блискиот Исток, или да има најава за паѓање на одредени шиитски и алавитски режими на Блискиот Исток, и тоа дава една нова димензија. Всушност, еден процес кој е отворен тамо некаде пред 3-14 години, сега може да го има своето финале. Тема на вечерашната анализа – војна Израел-Иран. Има неколку тези кои на почеток, кога ја правиме, нели, рамката, кога ја правиме обландата, всушност,
цоклето кога го поставуваме нова анализа, да ги анализираме. Нетањаху се соочува со судски процеси, за да не заврши во затвор или за да не му бидат активирани судските процеси, тој мораше да направи војна со Иран. И зарем верувате во една таква теза? Таква држава од типот на Израел ќе си дозволи било кој да дојде на чело на државата, да му бидат отворени судски процеси, тој да ги забошоти судските процеси, да не му бидат активирани судски процеси, да отвори војна со Иран. Видите, тоа е толку сериозна држава, тоа е толку сериозна операција, многу поверојатно ми е таков тип на јастреби, самата служба или самите служби во Израел, без разлика на судските процеси, да ги донесат на власт, да мора да отворат или да може да отворат војна со Иран, бидејќи подготовка за војна со Иран во Израел трае најмалку неколку години. Таква војна не може да биде плюкни залепи, денес ке ви текни и утре ќе отворите војна. Зошто? Бидејќи Нетањаху се соочува со одредени судски процеси. Вторите две држави се Иран и Саудиска Арабија. Саудиска Арабија условно речено како центар на тој суни ислам и Иран како центар на тој шии ислам. Сега да не навлегуваме во одредени религиозни расправи, бидејќи тие религиозни расправи ќе ни однесе дебатата во некој сосема друг правец. Иран како наследник на Персија, значи некоја империјална сила, историска величина, иако нели има одредени анализи дека персијанците се многу истребени, многу исчезнати, многу малку се оставени, нека се тоа некакви мешавини сега на друзи, на одредени алавити, на одредени сунити, пакистанци, афганистанци, така натаму, азери, да речеме, курди, и дека врз база на тоа топење на таа мешавина направена со времената иранска нација, но тоа е тема за некоја друга верска или етимолошка одредена етничка анализа која би ја правеле Иран, ако дојде време, ако има нели некои мирнодопски ситуации, нема домашни актуелни теми, тоа можеме да правиме такви одредени анализи на Саудиска Арабија, на Иран, на Израел, на Ирак и така натаму и така натаму. Шии исламот е најмногу застапен во Иран. Застапен е во Ирак, каде што некаде околу 46-7% се шиити или муслимани со шиитска религиозна исповест или религиозна димензија. Имате суните некаде 42-43%, значи разликата е 4 или 5%. Имате некаде, не се знае точно, во Пакистан, која е соседна држава на Иран, помеѓу 5 и 25%, тоа анализите го покажуваат дека помеѓу 5 и 25% се шиитски муслимани во Пакистан. Меѓутоа во Пакистан има еден крак на суни исламот кој се вика суфизам, тоа е 60%, и тоа е многу интересен бидејќи еден крак таков има и тука во Република Македонија. Имаше многу сериозни суни или такви имаме и тука во Република Македонија, и дел од нив се смета дека се верски татковци на естаблишментот во Република Турција. Дали тој е Реджеп Тајип Ердоган, дали е поранешниот министер за надворешни работи, небитно за ова наша политичка анализа. Сакам да кажаме како ќе гледате тој регионален контекст. Плюс имате Саудиска Арабија. Мека Медина, значи центар на суни исламот во светски рамки. Две држави кои претендираат да се повеќе од регионални сили, тоа е Иран и Саудиска Арабија. Постојано Иран и се заканува со помош на тие прокси елементи во кои тој инвестира после војната Ирак. Иран, тоа е некаде во текот на целиот период на 80-те години, 1980 или 1988 година трае таа војна помеѓу Ирак и помеѓу Иран. Две структури кај што доминира шиитскиот ислам. Како што реков, иако тамо овие Баас партии се начело на Ирак, Садам Хусейн и таа негова структура, исто тоа во Сирија, исто тоа во арапските овие држави, Либија и така натаму и така натаму. Значи, иако се две шии држави, тие влегуваат во војни 1980 година, после Иранската револуција која се случи 1979 година. Но за нашата тема се клучни Иран и Саудиска Арабија. Иран, која гледа како држава дека се менува геополитиката, регионалната геополитика, посебно после октомври 2023 година, и тоа што Хамас го прави во Газа, со упаѓање на одредени прослави или одредени културни настани на територијата на Израел, одредени киднапирање, убиства и така натаму, и Израел влегува војна со Хамас. Иран тоа го користи и ги вклучува хутите, значи тоа се 3 или 4 прокси структури кои секогаш работат за потребите на Иран. Првата беше владата во Сирија, или Асад, режимот на Асад. Втората беше Хезболах, кој владееше во Ливан. Третата е Хамас и четвртите се Јемен или хутите. Со помош на Јемен и на хутите прво беа на некој начин напаѓани, држани под контрола Саудиска Арабија. Саудиска Арабија се обиде да расчисти со хутите и со Јемен, не успеа тоа да го направи.
толку се усилија со помош на Иран, што почна да ги бомбардира, да ги гранатират одредени трговски бродови кои поминува по Црвеното море. Втората структура е Хамас, кој делува на територијата на Газа. Третата структура е Хезбола, која всушност беше главната алатка во раците на Иран, со која се заплашуваше Израел или се на некој начин се оттргнуваше. Се спречуваше Израел да има многу посериозни намери да изврши одредена воена интервенција во Иран. И четвртата структура е Сирија. Кога гледа дека сите овие 3 или 4 структури со источок на хутите во Јемен капитулират, се растурат ко кула од карти, тогаш во Техеран веројатно на располагање има две можности. Првата можност да се прилагодат на новото време, да пробат да купат време 5 или 10 години, да бидат покооперативни околу таа нуклеарна програма, да не влегат во конфликт со Израел и така натаму, или да ја радикализират состојбата. Тамо на власт се ајатоласите од 1979 година. Некаде 1988-89 година сегашниот верски лидер на Иран доаѓа на власт. Тој е подолговечен од Јосип Броз Тито, например. Гледате. 30 на години тој е на власт во Иран и како што сега стојат работите, ќе успее да ја преживее војна. Колку долго, дали ќе тоа биде трајно или ќе биде краткорочно, ќе видиме. Тие одлучуваат да ја радикализират, не да се прилагодат на ситуацијата, туку да ја радикализират ситуацијата. Во 2 наврати минатата година, тие со одредени балистички ракети ја напаѓа територијата на Израел. Бидејќи Израел тамо нападнал или погубил или интервенирал во Сирија, погодил некои ирански постројки во Сирија, одредени ирански логистики, така натаму и така натаму. Значи Иран се обидува да покаже мускули, иако е слаб, иако губи Хезболах, паѓа режимот на Асад, ги губи Хамас во Газа, за да покаже дека се уште силен и дека се уште може да застрашува, да ги застрашува соседите, вклучително Израел. Тој 2 пати во текот на минатата година влегува во конфликти со Израел. За разлика од Иран, Саудиска Арабија после 2018 година во наводници убиството на новинарот Кашоги, кој се случува во Саудискиот конзулат во Република Турција, тој е еден од противниците на режимот во Саудиска Арабија. Кога Саудиска Арабија и режимот во Саудиска Арабија се става на столбот на срамот во светски рамки, тие менува стратегијата. Гледате што се случува све од 2018 година. Инвестирање во бокс спектакли, Джошуа, ово од Украина и така натаму и така натаму. Главните бокс мечеви за светската титула се случуваат во Саудиска Арабија. Инвестирање милиарди и милиарди во фудбал. Роналдо, освен Меси, сите кои тие ги сакаат да ги купат, ќе завршат својата фудбалска кариера во Саудиска Арабија. Формула 1, преговори околу иднината на Украина, Руси, американци, украинци и така натаму и така натаму. Значи, за разлика од Иран, кој гледа дека се менува играта, гледа дека ја губи играта, гледа дека е на столбот на страмот, гледа дека сите центрифугални и центрипетални сили се насочени против режимот на ајатоласите и наместо да си купат време 5 или 10 години, се повлечат 1 или 2 чекори назад, да ја сменат стратегијата, тие ја радикализират. За разлика од нив, Саудиска Арабија, кој гледа дека сгрешиле, прави промена на врвот на Саудиска Арабија, инвестира силни пари, силни милиарди долари од нафтата, нафтените деривати, фудбал, спорт, ентертеймент и така натаму. И сега имате 2 модели. Саудиска Арабија, кој сега навива за Израел да го катапултира, да го нокаутира Иран и на тој начин да им го реши долгорочно денеценискиот проблем шиити и сунити Саудиска Арабија и Иран, кој сега едвај со сламка диши за да може режимот на ајатоласите да остане на власт. Гледате, нема разлика во филозофијата на Москва и на Тел Авив. Зошто Москва влезе во војна во Украина? Бидејќи безбедносно биле загрозени. Зошто? Бидејќи НАТО ќе дошол на самата граница на Руската Федерација, без разлика што НАТО преку Америка граничи тамо на Аљаска со Руската Федерација, без разлика што овие трите прибалтички државички, Естонија, Летонија, Литванија, граничат со Руската Федерација. Проблем е Украина да граничи како НАТО држава со Руската Федерација. И русите пред 3 години влегува во војна во Украина. Не се гледа крајот на таа војна, ниту Украина може да победи, ниту пак Русија може да влезе во Киев. Тоа трае и сега, знаете, на двете страни, веројатно им одговара некој да им помогне да се најде одреден мировен договор, со тоа што ниту едната, ниту втората страна да не бидат премногу поразени со еден таков мировен договор. Иста е филозофијата и на Израел. Зошто интервенира во Иран? Бидејќи безбедносно се загрозени. Зошто се безбедносно загрозени? Бидејќи Иран
ќе произвел нуклеарна бомба. Тамо некаде во текот на иранско-ирачката војна, 1980-1988 година, ми се чини дека 1982 година, кога Ирак, гледајќи дека ја губи војната против Иран, значи Ирак, не Иран, вода тајни преговори со Франција. Франција да им испорача некаков нуклеарен реактор за да може Ирак да добие нуклеарна бомба која би можела да употреби во војната со Иран. Губи Садам Хусейн, на власт нели тамо е Хомеини, кој доаѓа со авион во Техеран од Франција, од Париз, после рушењето на власта на Шахот Реза Пахлави. Ирак, односно Израел, и тогаш интервенира во Ирак. Тоа 1982 година, мислам дека Бегин е начело на државата Израел, испраќа неколку фантоми F-16 и ги уништува тој реактор. Исто како што се случува и сега. Имат одредени индиции, имат одредени дојави, дека само што Иран не направил нуклеарна бомба, дали е тоа точно, може да испадне тоа исто така Ќоршак Фишек приказна како што беше со овие фабрики, лаборатории за гасни отрови, хемиски отрови, така натаму и така натаму. И тоа нели беше основа за интервенција на Соединетите американски држави во првата заливска војна помеѓу сојузниците на Америка и Садам Хусеин после неговата интервенција нели во Кувајт. Така што иста е таа логика. Иста таа една безбедносна логика. Ово интервенира во Украина бидејќи сака да биде безбедносно заштитен, ово интервенира во Иран, односно го напаѓа Иран бидејќи сака да биде безбедносно заштитен. Што се случува во тие први 7-8 дена? Па растурена е државата Иран, гледате, обезглавена, команданти воени, дали на армија, дали нова Иранска револуционерна гарда, дали овие научници, тие спијат дома првиот ден на интервенцијата, овие доаѓаат данг, со одредени ракети, со домет, со дострел, со авиони, со дострел со 2000 километри, успеват да ги елиминират, да ги обезглават војнички, политички и тогаш гледате власта е предадена на Иранска револуционерна гарда. Го нема Хамнеи, скриена некаде ја предава власта, исклучени се сите комуникацијски системи, бидејќи претпоставуваат врз база на она пејџер стратегија со која беа обезглавени и Хезболах и Хамас, дека нешто слично може да им се случи и во Иран, што ќе рече дека целата таа операција на Израел и на Моцат е спроведувана неколку години. Не знам дали се сеќавате на она снимка од Газа, каде што поранешниот командант на Хамас, ранет веројатно со одредена патерица, со одреден бастун, седи во одредена фотелја, околу него рушевини и одеднаш на видео снимката се појава одреден дрон кој го лоцира тогашниот воен командант на Хамас, тој го гледа дронот, знае што следува, се обидува со бастунот да фрли по дронот, овој го екзекутира на лице место. Што ке рече дека Хамас е завршил домашната задача. Зошто е завршил во наводници, односно Мосад се завршил домашната задача? Зошто се завршил домашната задача? Бидејќи постои драматично незадоволство од власта на ајатоласите. Изминатите 31 години, почнувајќи од 1979 година, па до денес, има неколку обиди за нов преврат во Иран, да биде сменета една со одредена друга структура. Тие две структури, одредена реформска и одредена конзервативна структура, се во конфликт изминатите 10 или 15 години. Сите протести кои се случуваа на улиците на Техеран и сите конфликти во власта во Иран, всушност беше конфликт и судари на таа конзервативна и на таа прогресивна структура. Зошто на никој нема одговараше да има промена на власта во Иран, бидејќи после промените со арапската пролет, во овие суни држави, арапски држави, Баас партии кои се на власт, нели, на бранот на арапската пролет, одредени радикални верски елементи дојдоа на чело на тие држави. Се јави Ал-Каеди и така натаму, и одеднаш светот стана многу по-несигурно место за живење. Наместо нели да се регулират процесите, се заострија процесите. Наместо да се сменат овие војнички режими кои стана диктаторски режими, на власт беа донесени одредени верски режими кои се заканува во сунитските држави да ја репризират иранската револуција од 1979 година. Иран со некаде 85-90 милиони жители, кој граничи во еден со Каспиското езеро или Каспиското море, па таму Азербејџан, па граничи со НАТО, односно граничи со Турција, доле со Пакистан, еден од главните сојузници на Соединетите американски држави и на Велика Британија. Персискиот залив го контролира кого сака, може да го направи езеро, нели да го затвори Персискиот залив. Секој ден 2 милиони барели нафта од Иран одат кон Кина.
И затоа Кина е заинтересирана за стабилноста на власта во Иран, зашто бидејќи има инвестирано повеќе од 400 милиарди долари во наредните неколку години Кина ќе инвестира во Иран. Тоа не им одговара, да речеме, ниту на Соединетите американски држави, ниту на Руската федерација, бидејќи ако Иран им продава нафта на кинезите, ќе има помалце простор тоа да го прават русите. Русите продавајќи им на кинезите или продавајќи им на Индија, на индијците, всушност ги на некој начин ги ескивират, ги изигруваат сите овие санкции кои се од Европската унија и Соединетите американски држави наметнати кон Руската федерација поради војната во Украина, нели да не ја шириме целата ова приказна. Режимот на ајатоласите, ако падне, никој жив во светот не знае кој нив ќе ги замени. Се сеќавате на оние изјави на Милорад Додик. Милорад Додик која сака да го навреди Сараево или муслиманскиот дел на Босна и Херцеговина, не вели дека Сараево ќе личи на Анкара или дека Сараево ќе личи на Истанбул поради турското влијание на Ердоган, влијањето преку Бакир и Али Изетбеговиќ на босанското раководство или на муслиманскиот дел на босанското раководство, туку вели дека Сараево ќе личи на Техеран. Тоа всушност кажува дека тајните служби на Турција не има добиено битката со тајните служби на Иран од почетокот на 90-тите години, тука на Балканскиот полуостров. Дури некаде во средината на 90-тите години, тие што се постари гледачи на ова политичка анализа ќе се сетат, беше затворена иранската амбасада тука во Република Македонија. Беше во наводници протеран иранскиот амбасадор поради мешање во внатрешните работи на Република Македонија. Така што Иран уште во времето на СФР Југославија, Али Изетбеговиќ, целата таа структура на Али Изетбеговиќ ги суди Рашида, или адвокатката која го бранеше Љубе Бошковски на судењето во Хаг, и се инкорпорирани тука на просторот на СФР Југославија, зошто бидејќи Титова СФР Југославија во војната помеѓу Ирак и Иран застанува на страната на Садам Хусеин, застанува на страната на Ирак. И тоа во наводници трвење, непријателство трае до денешен ден. Иран е сериозно граден, мрежан тука на Балканскиот полуостров. Имав неколку разговори со тогашни министри или пратеници на партијата ПДП, тој е почетокот на 90-те години. Тие не навиваа за Ирак, тие навиваа за Иран без разлика што се припадници на суни исламот, а не се на шиитскиот ислам. Иран беше секогаш многу поприфатлив на почетокот на 90-те години за македонските муслимани во споредба со суни исламот на Иран. Што сакам да кажам? Сакам да кажам дека тој верски елемент, таа верска компонента, тоа влијание на центрифугални и центрипетални сили на Иран, на иранската дипломатија е исклучително големо, не во Македонија, туку на Балканскиот полуостров. Така што, на Блискиот Исток тоа е драматично влијателно и драматично мокто. Така што ниту на Израел, ниту на Америка, ниту на Европската унија, Франција, Велика Британија, Германија, ниту пак на Руската федерација им одговара да се смени режимот во Иран, бидејќи никој од нив нема контрола кој ќе може со рушење на режимот на ајатоласите дојде на власт во државата Иран. Се појави синот на Реза Пахлави, лани го извадија на CNN телевизија, тогаш почнаа некои работи, или има спомнато во некоја однередна политичка анализа, внимавајте, тоа беше пред изборите во Соединетите американски држави, дека синот на Реза Пахлави е појавен на CNN телевизија, пред неколку дена, да не речам пред 10 дена, е појавен на BBC, и тие сметат, знаете, тоа исто како одредени ветувања кои балкански лидери им ги дават нови големи суперсили. Ние контролираме ситуацијата. Предпоставам дека синот на Реза Пахлави, или јас се контролирам ситуацијата, вие само треба да го симните режимот на ајатоласите, јас ќе дом на власт и повторно ќе го демократизирам Иран. Знаете, тоа се приказни кои не мора да бидат потврдени на пазар. Но ако се направи грешка, таа може да биде многу скапа и многу крвава грешка. Можете ли да предпоставите каков бран на бегалци би имало ако се случи граѓански конфликт во државата Иран? Па во соседна Албанија ви имате одредена во наводници милитантна, да не речам терористичка група, која е составена од припадници на иранската армија, иранската војска, која му остана лојална на шахот Реза Пахлави, тоа се стационирани тука во соседна Албанија. И овие ирански телевизии, Прес ТВ и некои други телевизии, веројатно изминатите 10 или 15 години, од новинари тука на Балканскиот полуостров бара да биде направен документарен филм за тие
парамилитантни структури кои потекнуваат од поранешната или она иранска војска на Шахот Реза Пахлави кои се стационирани на територијата на Република Албанија. Се проценува дека се 3-4 илјади, може се помалку, може се повеќе, меѓутоа се наоѓаат тамо на север во Република Албанија. Внимавајте како целата пирамида на растурење на иранската мок. Иран некаде есента 2023 година е во врвот на својата мок. Дава одредени дронови на Руската Федерација, има одредено стратешко партнерство кое сега требаше да биде официализирано помеѓу Руската Федерација и помеѓу Техран, односно државата Иран. Русија се обврзува да ја помага Иран. Се уште е стабилна. Растурени се сите тие обиди 2014-2015 година одредени структури кои се незадоволни од режимот на Асад во Сирија да направат преврат во Сирија и се случува Хамас, Газа и интервенција на Израел против Хамас во Газа. И наместо да остават Израел да се троши со Хамас во Газа, тие влегуваат во конфликт и Иран, и Хезболах, и хутите од Јемен. И одеднаш гледате, Хамас е растурен, Хезболах е растурен, а преку Хезболах секоја се контролираше Либан. Тој шиитски Берлински зид на Блискиот Исток кој почнува Иран, па Ирак, па Сирија и завршува со Либан, и ниту еден гасовод, ниту еден нафтовод не можеше да помини од Саудиска Арабија, Катар или тамо некаде во тој дел на светот и да го пробие тој шиитски Берлински зид и да донесе нафта или природен газ на територијата на Западна Европа или на Централна или на Источна Европа. Сега паѓа Хамас во Газа, паѓа Хезбола, се менува структурата на власта во Либан, паѓа режимот, значи некаде пред пола година паѓа режимот на Асад во Сирија и на конец виси режимот на ајатоласите во Иран. Во 1,5 година Иран од позиција која никогаш не била помокна во незината понова историја последните 30 или 40 години, сега е ставена во наводници да моли или да лобира да се направи одредено примирие. Замешателството на Доналд Трамп само покажува колку е непотребен тој човек во решавање на клучните светски процеси. Израел ја добиваше војната со Иран. Значи беше само прашање на време кога Израел ќе можеше да ги дотолчи и ајатоласите и власта на ајатоласите. Тие се обезглавени војнички, обезглавени научно, обезглавени нуклеарно и така натаму и така натаму. Со одредена група на командоси, па дури и со руски инженери 250 кои работат во тие нуклеарни постројки, може да направат што сакат на територијата на Иран. Израелски авиони кога сакаа во последните 10 дена влегува во воздушниот простор на Иран, бидејќи беше растурена противвоздушната одбрана. Беа растурени лансерните рампи, беше целиот тој систем растурен. И одеднаш со замешателството на Соединетите американски држави, вие им давате можност на Иран да побараат поддршка од Кина, и Кина да даде 300-400, не велам дека дала, но секогаш може да даде 300-400-500 хиперсонични ракети. Ако Иран има поголемо количество на хиперсонични ракети, кои таа железна купола или тој одбранбен систем на Израел не може да ги пресретне, бидејќи имат огромна брзина, тогаш знаете ќе биде прашање на проценка колку може израелското јавно мислење да издржи бомбардирање на цивилни цели на територијата на Израел. Бидејќи за разлика од Израел, кој се обидува да ја прикаже државата Иран како терористичка организација, која напаѓа цивилни цели на територијата на Израел, Израел во оваа војна со Иран напаѓаше војнички цели, нуклеарни цели, лансерни рампи, аеродроми и така натаму и така натаму. Избегнуваше било какви цивилни жртви и било какви цивилни напади. Не велам дека овие се светци, дека овие се црн ѓавол, напротив, едните и другите за мене се неприфатливи, но велам дека во таа една конфигурација на добриот и на лошиот, израелците сака војната со Иран да играат улогата на добриот. Со замешателството на Доналд Трамп, кога нема ни време, кога нема ни место, се покажува две работи. Прво, тој не разбира меѓународна политика и второ, тој е донесен на власт да може да биде корисен во таква ситуација. Некаде пред една година, пред првиот и вториот атентат на Доналд Трамп, тој ќе ги изгубеше изборите во Соединетите американски држави. Па се случува двата атентати и тој се прошетува со убедлива предност, победува на изборите против Камала Харис. Ако длабоката држава Америка се спротивстава на Доналд Трамп, ако Велика Британија Ми-6, Ми-5 се спротивставува на победата на Доналд Трамп, се постава прашањето кој сакал на чело на Соединетите американски држави по втор пат да дојде таква обскурна фигурина како Доналд Трамп,
Па израелските структури, гледате, тие го носат Нетањаху на власт. Значи, тезата дека Нетањаху ја користи државата Израел за да се спаси од судски процеси е апсолутно погрешна. Напротив, државата Израел го носи на власт бидејќи во вакви клучни моментуми кои тие неколку години се подготвуваат за војна со Иран, им треба одреден политички јастреб кој делува па размислува, не размислува па делува. Исто таква фигура им треба и на територијата на Соединетите американски држави. Можеби една од тезите е дека Доналд Трамп се замешал да биде запрена војната. Знаете, во еден временски период, кога се гледа дека Израел ги остварил своите цели, вие сега да продолжите уште 10-15 дена да бомбардирате, па тамо нема авионче да остане на територијата на државата Иран. Во таква ситуација кога сте ги оствариле целите, треба да најдете некој или да се замеше некој кој ќе може да постигне одредено примирие. Примирие кое ќе биде 1, 2, 3 месеци, 1, 2, 3 години, додека не се воспостават некакви нови односи на силите и можеби да има нова војна или некој нов мир со трајање од 10, 15, 20 години. Со замешателството на Доналд Трамп, тој покажува дека не разбира кај се наоѓа. Некој му рекол тоа да го прави и тој тоа, знаете, го прави како слон во продавница со порцелан. Израел е постигнал својата цел и гледате, доаѓа до одредена точка кога не сака да има промена на режимот на ајатоласите. Тоа е тема која ќе треба да се анализира во наредните неколку месеци или наредните неколку години. Зошто Израел не сака да се смени власта на ајатоласите, бидејќи им одговара власта на ајатоласите? Трајно го држи тоа Иран во одредена изолациона политика и секогаш кога Иран во одредена политика на изолирање, Иран не може да се развие со таква брзина да стане многу посериозна закана за државата Израел. И тоа е суштината на процесите. Во таа војна помеѓу Ирак и Иран некаде пред 30 години, Израел беше на страна на Иран. Израел го помагаше Иран во времето на Шахот Реза Пахлави. Тогаш Иран имаше купено едно јато или една дузина на авиони Phantom F, мислам дека F-14. Израел имаше F-16, дека Иран имаше F-14 и беше војнички супериорен и во однос на Ирак и во однос на Саудиска Арабија. Зошто? Бидејќи режимот на Шахот на Реза Пахлави беше во одлични сојузнички односи со Израел. Израел дури интервенираше против Ирак, кој имаше закана дека ќе направи нуклеарна бомба. После промената, после Исламската револуција 1979 година, се менуваат работите. И сега Израел сака да направи револуција, но во моментот кога гледа дека синот на Шахот Реза Пахлави нема контрола на теренот, тогаш вели добро, ајде да ги оставаме ајатоласите, тие ми се барем сигурен, познат противник. Со нив секогаш можам да играм политика или утакмица на добриот и на лошиот, каде што Израел само во конфликт со ајатоласите може да биде доброто момче на Блискиот Исток. Сума сумарум, знаете ли што сега се случува во Афганистан? Па не знаете. Во првиот мандат на талибаните, на дневна основа CNN, BBC не информира како се кршат човековите права, како правата на жените, како се прават одредени зверства од страна на талибаните, камшикуваат, каменуваат луѓе на одредени плоштади во главните градови или во поголемите градови во Афганистан. Беа донесени на власт одредени афганистанци блиски на Америка, 10 години не може да воспостават контрола. Во тој меѓупростор од 10 години американската администрација, почнувајќи од време на Доналд Трамп, па на Џо Бајден и така натаму, тајно преговара со овие талибанци во некои од овие држави на Персискиот или во Персискиот залив. Кога се создаде околности, ги симна од власт афганистанците блиски на Америка, ги донесу на власт талибанците. Денес никој ништо не говори што се случува во Афганистан. Знаете ли што се случува во Сирија после падот на режимот на Асад? Ништо. Ни хемиски, ни биолошки лаборатории, ни зверства, ни кршење на човековите права, ни конфликти на верска основа, лавити, сунити, шиити, христијани и така натаму и така натаму. Знаете ли што се случува во Либија? Ништо. Падна Гадафи, 1-2 години додека беше арапската пролет ве информираа за тие одредени верски, политички и секакви други конфликти во Либија. Сега никој ништо не говори, како мет и млеко да течи во Либија. Па исто ќе биде и во Иран. Се сеќавате што се случи 3 јануари 2020 година на аеродромот во Багдад, главниот град, не на Иран, на Ирак. Беше убиен Касем Сулеймани, вториот човек во Иран. Првиот човек или војниот командант на таа иранска револуционерна гарда. Напад на дронови, атентат,
убиен на лице место. И почна приказните. Сега ќе видите Иран што ќе направи, растур систем, евреите ќе ги уништи, ова ќе направи Америка и така натаму и така натаму. Случи ништо, апсолутно ништо. Толку е мокта на Иран. Во овие 3 или 4 години државата Израел перманентно правеше конфликти. Ниту BBC, ниту CNN, никој не информираше. Перманентно правејќи конфликти, тие тестира колку е мокта на Иран, каде се силите, каде се слабостите, каде се грешките и врз база на тоа ноу-хау, знаење кој го стекна преку тие 3 или 4 години перманентни конфликти, направија стратегија и во 10 дена ги обезглавија, војнички, политички и научно. Така функционира одредена не суперсила, но одредена многу сериозна сила. Знаете, една е суперсила, тоа се Соединетите американски држави, вторите се во одредено формирање, тоа е Народна република Кина, третите се во заменување, тоа е Руската федерација, а Израел покажува со помош на еврејското лоби може преку единствената суперсила да влие на политичките, безбедносите и секакви други процеси во светот. Дали ќе има трета светска војна? Апсолутно не. На никој нема одговора. Ова беше нашата вечерашна вонредна политичка анализа на тема Иран, Израел. Многу сериозни држави, две империјални сили, Ерусалим, Палестина, Персија. Две империјални сили со историја која трае повеќе од 2,5-3,000 години, сега се во конфликт. Како ќе заврши? Ќе видиме. Векот на трајање на ајатоласите драматично завршува. Во моментот, знаете, тоа е како СФР Југославија. Знаете што не треба да биде на власт, но немате замена кој може да ги замине власт. Додека не биде формирана замена, ајатоласите ќе останат на власт. Во оној момент кој ќе биде формирана замената, како талибаните кои се чуваа, се хранеа, се поја и тајно со нив се преговараше во овие држави во Персискиот залив, кога ќе биде формирана таква замена, тогаш во 3 дена ќе се спакуваат сите, ќе се фаќаат за оние авиони кои ќе летат надвор од Техеран и ќе се смени власта во Иран. До недела 22 часот и до вторник 22 часот и 30 минути. Пријатна вечер, Македонија, каде да си.